Во периодот јануари-октомври 2025 година, вкупниот број на туристи е зголемен за 5,4% во однос на истиот период минатата година, а зголемен е и вкупниот број на ноќевања за 0,6%, соопшти Државниот завод за статистика. Кај домашните туристи е забележано намалување за 2,3%, кај странските зголемување за 9,3%. И во однос на ноќевањата, кај домашните туристи има намалување за 4,2%, а кај странските зголемување за 6,4%. Во октомври 2025 година од вкупниот број туристи 21,8% биле домашни, 78,2% странски. Бројот на ноќевањата во октомври 2025 година изнесува 204.718, од кои 29,1% се од домашните туристи, а 70,9% од странските. Најмногу странски туристи во октомври оваа година дошле од Турција, Германија, Србија и Грција. Македонија ниту размислува, ниту има какви било шанси да се согласи да биде центар за прифаќање на мигранти или локација за отворање мигрантски кампови, изјави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој во Брисел учествуваше на меѓународната конференција на Глобалната алијанса за борба против криумчарењето мигранти. Во изминатиот период се крена прашина, особено од страна на опозицијата, иако тоа нема никаква врска со реалноста или логиката, дека Македонија треба да представува некаков хаб центар или погодна почва за прифаќање на мигранти, кои не би биле прифатливи за Европската унија или за земји кои што се традиционални пријатели на Македонија, како што е Велика Британија, нагласи Тошковски. Министерот потенцира дека за вакво нешто ниту е размислувано, ниту е разговарано од страна на Министерството за внатрешни работи, ниту пак било прифатливо за државата. Во однос на законските регулативи на Европската унија поврзани со пактот за азил и миграција, Тошковски нагласи дека во рамки на пристапниот процес кон унијата, она што ќе предстои за земјава ќе биде да се работи на усогласување на нашето законодавство со европските директиви во оваа сфера. Посочи дека на конференцијата присуствувале представници на земјите вклучени во алијансата, пред се министри што ги покриваат ресорите за внатрешни работи и миграција, како и на меѓународни организации и агенции. На конференцијата е усвоена декларација која, како што нагласува Тошковски, ги содржи сите идни стремежи на земјите членки на алијансата со цел подобро справување со криумчарењето мигранти и генерално против илегалната миграција. Српскиот претседател Александар Вучиќ присуствуваше на работна вечера во Брисел, организирана од претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Србија е цврсто посветена на својата стратешка цел, членството во Европската унија. Останува сигурен и одговорен партнер на Европската унија во сите процеси што придонесуваат за мирот, стабилноста и просперитетот на нашите граѓани, изјави српскиот претседател Александар Вучиќ. На својот Инстаграм профил објави дека со представниците на Европската унија разговарал за европскиот пат на Србија, енергетската безбедност и стабилност на државата, како и за ситуацијата во регионот. Голема чест за Србија е што имав можност вечерва во Брисел да разговарам со претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта за клучните прашања од билатералните односи меѓу Србија и Европската унија и нашиот европски пат. Благодарен сум за нивното гостопримство и искрената поддршка за нашата земја, нашиот европски пат и нашата агенда за реформи и развој, напиша Вучиќ. Додаде дека разменил мислења со своите домаќини за сите чекори што ги превзела Србија за спроведување на реформите и исполнување на своите опрски. Времето денеска сончево и релативно топло, со мала до умерена облачност. Во утринските часови наместа ќе има појава на магла и зголемена облачност, која во текот на денот ќе се намали. Ќе дува слаб до умерен наместа дожд по Вардаријето, повремено засилен ветер од северозападен правец. Во Скопје претплатне во делови од котлината ќе има услови за појава на слаба магла. Во текот на денот времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец.
Под влијание на висок воздушен притисок ќе продолжи периодот на претежно сончево и тивко време, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи.